важен ден е за Балканот, би рекол. Затоа што јас верувам дека денес овде се обидуваме да изградиме различен наратив, поинаков наратив за Балканот, една поинаква историја, да преминеме од историјата на спорови, на конфликти, на војни, кон историја за која што знаеме од кога сме деца дека била синоним за Балканот. Да го промениме тој наратив за национална омраза, за поделби. Ние тука се обидуваме да изградиме нов наратив на соработка, на взаемно разбирање и на заеднички раст. Затоа цврсто сум уверен дека успехот на овие напори и на овие потфати нема да биде успех само помеѓу Грција и Северна Македонија, туку тоа ќе биде успех за целиот Балкан, но и за Европа, општо гледано. Мојата посета тука денес е прва официјална посета на грчки премиер во вашата земја. Изгубивме многу време. Мора да трчаме, да брзаме, изгубивме 3 децении, мора да ги преминеме сите овие јазови, да ги премостиме. Пред известно време се сретнавме со нашите министри во рамки на првиот состанок на Советот за соработка помеѓу двете држави. Соработка која што пред известно време можеби изгледаше речиси невозможно да се случи, но денес таа е реалност. Видовме колку договори, меморандуми се подпишани денес, како и акцијскиот план кој што ги покрива речиси сите сектори за соработка помеѓу двете држави. Дозволете ми да кажам неколку збора за она за што се договоривме. На ниво на дипломатските односи ние создадовме амбасади и ќе ги замениме контакт точките кои што ги имавме досега. Пред неколку месеци Грција беше првата држава која што го ратификуваше пристапниот протокол за вашата држава кон НАТО, а денес подпишуваме меморандум за разбирање за унапредување на предпристапните и пристапните процеси на Северна Македонија во Европската Унија. План кој што ќе ни дозволи координација во сите различни фази, а потоа и соработка, како и распределба на вештини и знаења околу европските политики и така натаму. Истовремено денес имавме можност да разговараме за градењето соработка во рамки на НАТО, но и на ниво на регионот. Например, што се однесува до квадрилатералната соработка, која што се промовира на нивото на министри за надворешни работи помеѓу Грција, Бугарија, Албанија и Северна Македонија. Исто така зборувавме за начините на кои што ќе ги унапредиме и подобриме нашите односи и соработка во рамки на квадрилатералната соработка помеѓу Грција и други балкански земји, Бугарија, Романија и Србија, секако на високо ниво, додека Северна Македонија може исто така да одигра важна улога, особено затоа што тоа е државата која што ги поврзува Грција и Србија. Во рамки на Берлинскиот процес, што значи европската иницијатива во полза на европските изгледи за земјите од Балканот, особено од Западен Балкан, во рамките на иницијативата Еден појас, иницијативата 16+1, како и во рамки на важните американски иницијативи во областа за предприемаштво и енергетика. Разговаравме за нив во минатиот септември во Тесалоники, каде што САД беше почесен гостин. Дозволете ми сепак да кажам дека најважното прашање на денешната средба беше економијата и тоа не може да биде поинаку. Зошто? Затоа што мора да забрзаме.
мора да ги премостиме јазовите од минатото. И покрај тешкотиите има многу грчки предприемачи кои што во моментов работат, кои што во моментов веќе се активни во Северна Македонија. Сепак, мојата делегација им носи со себе предприемачи, повеќе од 100, и тие ќе имаат можност да разменат мислења и идеи во рамки на форумот кој што ќе се одржи по Пладнево, се со цел да се постигне подобра соработка и подобри билатерални односи во иднина. Исто така, воспоставивме координативен комитет за наша соработка кој што ќе врши надзор и ќе ги охрабрува таквите напори, ќе ги поддржува таквите потфати. Понатака во рамки на економските односи ќе ги заштитуваме инвестициите и ќе избегнеме двојно даночење, што во минатото беше голема пречка која што не можевме да ја избегнеме, имајќи предвид дека немавме сосема нормални односи во изминатите 30 години. 30 години ни беа потребни да ги воспоставиме овие нормални односи.